Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Утрово на подрачјето на град Скопје беше спроведен 14-ти авионски третман против комарци во текот на оваа сезона. Надлежните најавуваат дека активностите ќе продолжат со засилено темпо во наредните денови. Нов авионски третман е предвиден и утре во раните утрински часови, додека од 23 до 26 август, согласно издадените налози, ќе се спроведи теристична дезинсекција на подрачјето на градот. Од град Скопје информираат дека сите активности се реализирани плански и системски во согласно со годинашната програма, законските обврски и елаборатот изготвен од Центарот за јавно здравје Скопје, кој е одобрен од надлежните здравствени власти и е усогласен со европската регулатива. Во текот на сезоната континуирано се спроведуваат и третмани против ларвите на комарци. Авионски третмани против ларви биле реализирани на 7 мај, 11 јуни и 10 јули, додека теренски третмани биле спроведени на 26 јуни, 23 јули, 11 август и 18 август. Според најавите, до крајот на сезоната во Скопје ќе бидат реализирани повеќе од 20 третмани против комарци. Од град Скопје посочуваат дека динамиката на спроведување на дезинсекцијата покажува дека станува збор за континуиран процес кој се реализира според однапред утврден план. Целта на мерките е навремено намалување на бројот на комарците и нивните ларви, како и превземање активности за заштита на јавното здравје. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека денеска биле доделени решенијата за субвенции за набавка на пелети за домаќинствата, како што посочи Стевковски. Општина Газибаба е единствената општина во рамки на градот Скопје која ја реализира оваа мерка, со цел да им се обезбеди конкретна финансиска поддршка на семејствата за набавка на пелети за загревање на домовите. Според градоначалникот, средствата од општинскиот буџет треба да бидат насочени кон мерки кои имаат директна корист за граѓаните и одговараат на нивните реални потреби. Стевковски нагласи дека локалната самоуправа ќе продолжи да биде во директен контакт со граѓаните, да ги слуша нивните барања и потреби и да креира мерки со кои ќе им се помогне во секојдневниот живот. Од општина Газибаба посочуваат дека и во наредниот период ќе продолжат со реализација на мерки и активности на сочување кон подобрување на условите за живот и поддршка на жителите од општината. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски денеска извршил увид во активностите за поставување нов систем за полевање во Ново Лисиче спроти паркот Авионче во близина на спортскиот терен Никола Христовски и Колјо. Митевски информираше дека станува збор за простор кој досега немал современ систем за полевање. Со новата инфраструктура треба да се обезбедат подобри услови за редовно одржување на тревниците и зелените површини. Денеска извршив увид во активностите за поставување нов систем за полевање во Ново Лисиче. Овој простор за прв пат добива современ систем со кој обезбедуваме подобри услови за одржување на тревниците и на зелените површини, истакна Митевски. Новиот систем ќе биде во должина од околу 2,5 км, ќе опфаќа повеќе од 300 прскалки. Со тоа, како што посочи градоначалникот, ќе се овозможи редовно, рамномерно и поефикасно полевање на зеленилото во овој дел од општината. Просторот околу спортскиот терен и паркот Авионче е едно од местата кои честопати ги посетуваат жителите на Ново Лисиче. Митевски нагласи дека токму поради големата посетеност, уредување и редовно одржување на овој простор е од особено значење за жителите. Од општина Аеродром најавуваат продолжување на активностите за уредување и подобрување на јавните простори. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека во изминатиот период до него пристигнале повеќе предлози за продолжување на автобуската линија број 35 до Радишани. Според предлогот со измена на трасата, жителите на Бутел би добиле директно автобуско поврзување со други делови од Скопје, особено со Аеродром и Ново Лисиче. Линијата 35 во моментов ги поврзува Ново Лисиче, централното градско подрачје и Скопје Север. Предлогот е незината траса да биде продолжена до Радишани. На тој начин жителите од овој дел од општина Бутел би имале дополнителна можност за директно патување кон Аеродром и Ново Лисиче. Костовски посочи дека пред да бидат превземени понатамошни чекори, сака да го слушне мислењето на граѓаните и нивните предлози во однос на иницијативата. Според него, евентуалното продолжување на линијата би значило подобра поврзаност за жителите на општина Бутел, олеснување на пристапот до други населби и значајни делови од градот.
Вкупно 950 деца на возраст од 7 до 12 години ова лето се пријавиле на бесплатната школа за пливање, која за прв пат се организира во општина Чаир. Градоначалникот Изет Меджити информираше дека големиот интерес покажува, оттика и најмладите постои значителна потреба од организирани и квалитетни спортски активности кои се достапни. До 1 септември децата ќе продолжат да ги следат бесплатните часови по пливање под водство на професионални инструктори. Со почетокот на новата учебна година активностите ќе продолжат во рамки на часовите по физичко и здравствено образование. Паралелно општина Чаир продолжува и со инвестиции во спортската инфраструктура. Во рамки на овие активности се одвиваат и работи на базенот во основното училиште 7 март, со што се очекува да се создадат и дополнителни услови за спорт и рекреација на децата. Бесплатната школа за пливање е дел од платформата Чаир во ритмот на здравието, преку која општината има за цел да создава континуирани активности за поактивно и поздраво детство. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.